Почитувани, СДСМ или свесно ги лажеа граѓаните, или се целосно неспособни да го реализираат ветеното. Резултатот на крајот е ист. Животот дојде за Зоран Заев и функционерите околу него, додека граѓаните преживуваат. Зоран Заев пред парламентарните избори во 2016 година ветуваше дека социјалната помош веднаш по преземањето на власта ќе ја покачи на 12.000 денари. Зоран Заев излажа година и пол по изборите и повеќе од 9 месеци по превземањето на власта од страна на СДСМ, граѓаните гледаат дека се изманипулирани. СДСМ ветуваше дека на граѓаните кои имаат приходи под 12.000 денари ќе им биде исплаќена разлика до 12.000 денари од страна на државата. Ова не се случи. Дополнително, Заев ветуваше дека државата ќе се впушти во потрага по работа за социјално загрозените граѓани и ќе ги вработи. Да го погледнеме видеово во продолжение и сами да видите како Зоран Заев ги изманипулира граѓаните и социјално загрозените семејства. Социјалната помош од 2.500 денари ќе покачиме на 12.000 денари. За да тие што се најсоцијално загрозени имат колку толку достоинствен живот. Знаат сите дека со 2.500 или 3.000 денари не се живее. А ако сака државата да не дава на илјадници луѓе социјално загрозени по 12.000 социјална помош, ќе им најде работа. Ќе се пушти по тие луѓе, ќе ги вработи веднаш. Едно ветуваа пред избори, друго прават кога се на власт. Поминаа повеќе од 9 месеци, а социјалната помош не е покачена. Во досега најобемниот буџет во историјата на Република Македонија не е предвидено покачување на социјалната помош. Зоран Заев ги излажа граѓаните. Покачување на социјалната помош нема. Државата не им бара работа на социјално загрозените граѓани. Граѓаните се извисени и изманипулирани. Граѓаните се гневни. Заев ги лажеше социјално загрозените граѓани под трка за гласови. СДСМ и Зоран Заев се поиграа со нивните чувства. И додека граѓаните чекаат ветувањата да бидат исполнети, Заев и оваа ненародна влада спроведуваат антидржавни политики, економијата тоне и владее несигурност. Ви благодарам.